Добро вечер, драги гледачи. Вечерва во 21 часот астрологија. Вечерва ќе зборуваме за колективната енергија која што ја имаме во моментот на меѓу планетите, а тоа е стелиумот во Овен, во знакот Овен, каде што 6 планети вчера беа во знакот Овен. Сонцето, месечината, Меркурот, Марсот, Сатурнот и Нептунот во моментот се во знакот Овен. При тоа вчера попладнето имавме и млада месечина во Овен, па она што вечерва ќе го зборуваме и би сакала да скренам внимание што е тоа што младата месечина кој што вчера се случи во знакот Овен на 27-миот степен, ќе донесе за сите нас во следниот период. Во принцип, кога имаме млада или полна месечина, најчесто енергијата ја чувствуваме неколку дена порано и истата трае во следните неколку дена, може до полната месечина или до младата месечина, во зависност во која фаза е месечината. И она што исто би сакала да поразговараме вечерва и да ви скренам внимание е што во следните 2 недели додека го имаме овој стелиум во Овен, не очекува и што е она што можеме да очекуваме ние како колективни битија, но и генерално на индивидуално ниво секој од нас што е она што може да добие во овој период. Овенот како знак има најизразена, пошто е прв знак во астрологијата, има најизразена свесност за самиот себе, за јас, и он тоа исто го нагласува премногу и во своето однесување, во своите постапки, бидејќи е прв знак во астрологијата, он има постојано чувство на потреба да биде прв, постојано да се надпреварува и постојано да биде главен и единствен во односите во кои што ги прави. Она што на Овенот му недостасува како знака, тоа е свесноста за постоењето на другите луѓе, како и свесноста во одредени ситуации како да реагира и во одредени ситуации какви акции да превзема, поради тоа што на Овенот како знак му недостасува стрпливост, трпение, му недостасува остроумност. Овенот е единствен знак во зодијакот кој што него краси интелигенција и емоција, односно тоа е знак кој што реагира од инстинктот, од својата внатрешност, и во принцип Овенот може да при таквата негова реакција може да постанува арогантен, себичен и да биде горделив и да нема чувство за постоењето на другите луѓе околу него. Овенот како знак го карактеризира и храброста, одважноста, го карактеризира неговата директност, самодовербата, истрајноста, непопустливоста, неговиот надпреварувачки дух, меѓутоа може да во одредени ситуации да покажи голема конфликтност, импулсивност, доминација и лесно може да се наљути и да избувне, меѓутоа има и одредена доза на моќ во него и страственост. Имајќи во предвид дека на небото ја имаме енергијата на Овенот, тоа автоматски значи дека се активира и енергијата на Вагата, бидејќи Вагата е спротивен знак од Овенот и најчесто се активира таа оса Овен-Вага, и она што во овој период сите, она што исто не кажав е дека во овој период најголемо влијание Овенот би имал на кардиналните знаци, а тоа се на Овенот, Јарецот, Ракот и Вагата. Они ќе почувствуваат најмногу ова интензивна енергија која што постои, додека за Стрелецот и за Лавот ќе донесе доста позитивни работи, бидејќи Овенот ќе направи позитивен аспект со сите планети кои што во вашата натална карта се во знаците Овен и Стрелец. Особено ќе осетат сите оние кои што имаат лични планети во кардиналните знаци, Сонце, Месечина, Меркур, Марс,
доколку ви се во овие кардинални знаци, ова влијание на оваа енергија во следните 2 недели интензивно сите ќе ја чувствуваме. Она што овенот треба да научи или учи од вагата, тоа е да постане свесен за другите луѓе, да внесе чувство на рамноправност и толеранција во себе, во меѓучовечките односи, како и да еднакво ги вреднува сите во односите со него, додека од јарецот и од ракот учи за истрајност, одговорност, трпение и издржливост, но и за топлина и блискост која што треба да научи да ја ствара со другите луѓе. Овенот како знак сите кроз времето учи за толеранција и трпение, но учи и да функционира со двајца, да не реагира од прва и да препознае кога е вистинско време да одредена реакција ја покаже или да реагира кога е вистинско време. Треба да вежба фокус и концентрација и да освести дека и другите луѓе заслужуваат да се погрижи за нивните потреби и истите да бидат задоволени, а не само да ги става сопствените потреби во прв план. Она што би сакала да го кажам во однос на младата месечина, што е тоа што оваа млада месечина ќе ни донесе на сите нас, а тоа е, имајќи предвид дека истата е во знакот Овен, тоа би значило дека кај одредени луѓе може да има иницијатива за отпочнување на нови проекти, да донесе спознавање или отпочнување на себе вреднување, оние кои што на некој начин имаат недостаток на самодоверба или себе вреднување да во овој период отпочнат појасно да се гледаат себе и да се вреднуваат. Исто така може кај одредени луѓе кои што има потреба да покажат одредени емоции, можда ќе научат на кој начин и како треба да ги покажуваат сопствените емоции. Ќе треба да се учиме на поголема толерантност меѓу себе, меѓутоа и да воспоставуваме одредени лични граници во семејствата внатре во нас, но и лични граници меѓу односите со другите луѓе, како и со нашите соработници и колеги на работа. Исто така може да постанеме поодговорни и похрабри во однос на нас самите, но и да енергијата која што ја носи самиот Овен може да не учи да постанеме потолерантни, да не избрзуваме во донесувањето на одлуките и да бидеме повеќе свртени кон самите себе си. Имајќи предвид дека младата месечина представува конјункција меѓу сонцето и месечината, тоа би значило длабоко несвесно и свесно доаѓаат во спој едни со други, па би можело да значи дека одредени некои несвесни работи кои што сме ги потиснувале во нас самите, да треба да во овој период истите ги отпуштиме или постанат свесни, да им дадеме внимание. Исто така оние кои што имале проблем со потиснување на емоциите, истите воделе до пасивна агресија, може би е време да постанат свесни за потиснатите емоции, истите да ги ослободат, за да не преминува во пасивна агресија, истата потоа да се исполува негативно во односите со другите луѓе. Исто така, во овој период можеме да бидеме доста храбри во одлуките кои што ќе ги превземаме, можеме да покажеме и одредена близина кон другите луѓе. Меѓутоа, она што е исто значајно е отпуштање и на потребата да држиме све под контрола, особено да имаме контрола во односите со другите луѓе во кои што сме во постојана комуникација, контрола на одредени работи врз членовите од нашето семејство, како и одредени луѓе со кои што доаѓаме во постојан контакт. Во однос на периодот кој што следи и во следните 2 недели, оваа енергија во Овен
особено ќе покаже одредена нетрпеливост во начинот на комуникацијата, односно ќе треба да ставиме поголем фокус на тоа како комуницираме и од која позиција плегуваме во комуникација, бидејќи во овој период Меркур и Марс, кои што се во знакот Овен, ќе се најдат измеѓу Нептун и Сатурн и ќе направат конјункција, кој што конјункција може да значи помеѓу Меркур и Марс да бидеме премногу директни во комуникацијата со луѓето, меѓутоа тоа може да значи брзо зборување и брзо мислење, но може да значи и недостаток на комуникација помеѓу нашите мисли и нашите зборови, односно зборовите да бидат пред нашите мисли, па да предизвикуваме одредени конфликтни ситуации. Она што можеби во овој период треба да бидеме внимателни, да не бидеме брзоплети, да не зборовите да ни бидат пред паметот и да не бидеме непромислени, него да бидеме во поголем фокус кон нас самите и она што го носиме внатре во себе си, за да не предизвикуваме конфликтни ситуации, бидејќи овој период е период каде што треба да бидеме повеќе трпеливи и да бидеме повеќе внимателни во начинот на изразувањето. Особено треба да бидеме внимателни во сообраќајот, имајќи во предвид дека Меркурот е планета која што стои позади сообраќајот, може да при возењето да се најдеме во одредена ситуација, односно да возиме со преголема брзина или да го изгубиме фокусот во возењето, па да настанат одредени проблеми во сообраќајот или да имаме одредени конфликтни судири со останатите учесници во сообраќајот. Во овој период, имајќи во предвид дека Меркур прави конјункција и со Нептун, она што е значајно да имате во предвид дека може да дојде до одредена занесеност и да губиме контакт со реалноста и да имаме одредени проблеми во јасното перципирање на работите, како и јасно говорење, и да имаме проблем во јасното доживување, односно како ја доживуваме реалноста. Исто така и оваа конјункција може да дадат проблеми во комуникацијата, начинот на тоа како размислуваме и да не можеме јасно да ги видиме работите, може да доаѓа и до одредени манипулации, лажење, да доаѓа до комплицирање на работите и да имаме проблем да воспоставиме блискост со останатите луѓе, и поради тоа она што се препорачува во овој период е фокусот повеќе да ни биде свртен во комуникација со самите себе, како би можеле да привлечеме енергија која што ќе биде складна на нас самите. Во однос на тоа дека и Меркур ќе направи и конјункција со Сатурнот, тоа покажува дека можеме да имаме чувство на одредена тежина во начинот на размислувањето, односно да имаме одредени пречки. Најчесто Сатурн е планета која што кочи и која што бара од нас да постанеме одговорни во начинот на комуникацијата и во начинот на размислувањето, односно бара од нас истрајност и стабилност во умот и бара да бидеме трпеливи во целиот процес на комуникација со останатите. И она што исто можеме да имаме во овој период е да имаме одредени, да ни се покренат одредени стравови, односно да имаме одредена блокада или страв во комуникацијата. Исто така може да имаме и она страв од јавно говорење или да едноставно не умееме да се снајдеме во комуникацијата доколку би се нашле во јавност. Исто така може да
да имаме и одредени стравови во нашите мисли, односно нашите мисли да бидат окупирани со стравови кои што може да ни представуваат пречка во комуникацијата со другите луѓе. Она што е битно во овој период е да воспоставуваме поголема дисциплина и фокус и да имаме трпение во се она кон што сме насочени и кон се она што треба да го изградиме во нас самите. Исто така, во овој период, она на што би требало да се скрене внимание е и конјункцијата која што Марс ќе ја направи со Сатурн. Најчесто е тоа конјункција која што предизвикува и носи сама по себе падови, скршеници, несреќи и опасности во одредени ситуации и насилство и најчесто може да настанат и одредени блокади во движењето, како и да едноставно бидеме блокирани во одредени акции и действија кои што ќе сакаме да ги превземеме. Во оваа ситуација Сатурн ќе не кочи, ќе не застанува, ќе не блокира во одредени акции. И она што е значајно и битно е да имаме особено во овој период висок степен на трпение и толеранција и дисциплина која што ќе биде реално тешко да се постигне, меѓутоа доколку сме фокусирани на акциите кои што внатрешно во себе и кон себе ги превземаме, во таква ситуација ќе можеме да привлекуваме и енергија која што ќе одговара на дисциплината и на трпеливоста во овој период. Исто така, она што оваа конјункција може да донесе и поголема нервоза меѓу луѓето, да донесе агресивност и да донесе одредени неубави акции кои што би ги превземале, како и одредени насилства, имајќи у предвид дека Марс ги представува младите луѓе. Може би во овој период младите луѓе ќе имаат малце помало трпение во однос на повозрастните, па би требало да бидеме внимателни во тоа како и на кој начин се однесуваме. Во однос на конјункцијата која што Марс ќе ја направи со Нептун, тоа може да ни покаже одредена пасивна енергија и може да се соочиме со недостаток на акција во нас самите, меѓутоа оваа конјункција може да повлече потреба за поголемо количество на конзумирање на алкохол и на психотропни супстанции, како и дрога, па имајќи предвид дека и Меркур прави конјункција со Марс, она што би сакала да скренам внимание е да се внимава во сообраќајот, да не се управуваат моторни возила под алкохолизирана состојба, затоа што во овој период сообраќајните несреќи може да бидат во позначително да бидат изразени. Од тие причини можеме да чувствуваме и одреден страв во овој период, да имаме чувство како да ја губиме енергијата, како да немаме доволно енергија, како да имаме чувство да треба да побегнеме од надворешноста, повеќе ќе сакаме да спиеме, односно би имале чувство и потреба да го преспиеме овој период. Можеби во одредени ситуации, во одредени постапки и акции кои што ќе ги превземаме, да имаме недостаток на верба или доверба во самите себе. Меѓутоа, она што во овој период е најдобро да го правиме е фокусот да ни биде насочен на системот на верувања, односно да се свртиме кон тоа што е она во што веруваме и во кој дел и каде треба да ја ослободиме енергијата од ирационалните стравови кои што сме ги створиле во нас самите или кои што ги носиме, а кои при тоа не блокираат, и како и одредени акции кои што ќе ги превземаме, треба да однапред добро ги проектираме и размислиме пред било какво превземање на одредена акција. Исто така во овој период до крајот на месец април Меркур ќе направи и квадрат со Јупитер, со тоа што она што ќе биде фокус во однос на овој квадрат е
ќе се бара одговорност за секој збор кој што ќе биде изречен, имајќи предвид дека Јупитер е во знакот рак. Тоа би можело да значи најчесто да се тоа зборови кои што ќе ги искажуваме внатре во нашето семејство, па може да дојде до одредени недоразбирања помеѓу нас и нашите членови од нашето семејство. Најчесто може ова да покажува и поставување на лични граници, или можеби треба да свесно научиме да поставуваме лични граници на членовите на нашето семејство, но исто така може да покаже и енергија на мрзеливост, односно личноста да не биде подготвена да превзема одговорност за своите постапки и најчесто да вината и одговорноста ја префрлува на другите за сите неуспеси кои што може да и настанат во овој период. Исто така можеме да се соочуваме и со луѓе кои што не се искрени и кои што имаат недостаток на морал и етика. И во овој период, она што, како и претходно рековме, треба да се учиме да се дисциплинираме самите себе си и да се учиме да процениме до кој степен треба нешто да кажеме или да покажеме. И исто така во овој период може да имаме потешкотија да одредени идеи или намери кои што ќе ги поставиме да не можеме да ги уземиме, односно да ги реализираме. И она што е значајно да се назначи, Јупитер е планета на експанзија, па најчесто Јупитер знае да ги шири позитивните, но и негативните работи, така да во оваа ситуација доколку влегуваме во одредени конфликтни ситуации, може од тие конфликтни ситуации прилично Јупитер да ги прошири и да направи уште поголем проблем. Може да дојде до одредени ограничувања во размислувањето и комуникацијата, но може да имаме и одредени ограничувања и во начинот на тоа како се изразуваме и како го пренесуваме нашето знаење, имајќи во предвид дека и Меркур и Јупитер се планети на знаење, така да може да се јават одредени потешкоти при пренесувањето на знаењето на другите луѓе. И исто така може да имаме проблеми практично да спроведеме одредени работи и она што би можело да се јави како проблем е блокираност во однос на тоа да имаме одредени блокади кои што може да ни предизвикуваат одредено агресивно однесување и да подигнуваат одреден бес во нас, па тој бес потоа на погрешно место да го изразуваме, а не таму каде што е правилната причина на настанокот на тој бес. Во однос на партнерските односи, она што би сакала да скренам внимание во следните неколку дена, Венера е во конјункција со планетата Уран. Уран е на крајни степени на знакот Бик, а Венерата е исто на крајните степени на Бик, па ќе направи конјункција со Уран. И тоа би значело на полето на партнерски односи, имајќи предвид дека во оваа конјункција Венерата се чувствува многу подобро, затоа што е во своето седиште, додека Уранот е во знакот на својот пат. Можеме да дојдеме во ситуација каде што ќе имаме потреба за повеќе слобода. Можеби ќе се чувствуваме дека сме ограничени од страна на партнерот или партнерката, или пак може да поставуваме прашања од типот на тоа што е она во што уживаме или што не прави среќни во животот и ќе имаме потреба за послободна форма на врска или однос кој што ќе сакаме да го градиме со партнерот, ќе имаме потреба од поголем степен на слобода во следниот период
И исто така може доколку дојде до влегување во нови партнерски односи, најчесто да се тоа односи кои што ги започнуваме со пријатели и може тоа да бидат односи кои што нема долго да траат, имајќи предвид дека Уран е планета која што руши, а не дава стабилност, така да може тој партнерски однос кратко да трае или да влегуваме во кратки врски во овој период. Исто така во однос на партнерските односи во овој период, додека е оваа конјункција меѓу Венерата и Уранот, да се покаже и одредена емоционална незрелост, имајќи предвид дека Уран е планета која што сама по себе не представува емоција. Венерата е планетата на љубовта и најчесто Уран е планета која што побарува од нас неформален тип на односи и врски. И постои можност и е планета на слободата, па чувството на слобода да ни бидат поголеми во однос на партнерските односи и може да се однесуваме во партнерските односи прилично каприциозно, незрело и нестабилно. И исто така уште еден аспект кој што ќе го имаме оваа недела, сонцето за неколку дена ќе влезе во знакот Бик, ќе го напушти знакот Овен и прв аспект кој што ќе го направи ќе биде квадрат со Плутон и може да дојде до судир со авторитети и исто така може да се јави и верба за преиспитување на нас самите или што е она што нас не прави посилни во однос на другите. И исто така може да имаме и одредена да постои пречка во остварување на желбите и намерите. Може да дојде и до блокада на самодовербата и блокада во јасното изразување во односите, особено во односите со авторитети. Исто така може да постои прашање каква вистина живееме или што е она што за нас представува вистина во овој период или што е она што е значајно за нас и за нашиот живот и она што го живееме. И може да имаме блокада на патот на остварување на нашите цели, кои што би сакале да ги поставиме во овој период. И исто така можеме да се соочиме и со односи во кои што одредени луѓе ќе наметнуваат нивната волја врз нас, како и нивните ставови и мислења, одредени авторитети ќе сакаат да ги наметнуваат над нас. Може да имаме проблем со соочување со контрола или одредени луѓе да сакаат да не контролираат, но и да не заслепи чувството на моќ и да имаме потреба да се постојано да се докажуваме и надпреваруваме со другите луѓе во односите кои што ги градиме со нив. Исто така во овој период и овој аспект дава назначеност на чувството на агресија, така да може да се од страна на другите луѓе или ние самите да манифестираме чувство на агресија, гнев, бес и незадоволство кон другите луѓе. Може да има и назначено енергија на насилство од страна на мажите и нагласена енергија на контрола, посесивност и љубомора, со што во овој период најдобро е да сме свртени кон нашата внатрешност и внатрешниот конфликт кој што го имаме во нас самите, да пробаме да го помириме, да најдеме начин со одредени техники, на кој начин и како би ги помириле нашите внатрешни конфликти кои што ги имаме, за да истиот не излегува надвор и да направиме уште поголем проблем во овој период. Она што е значајно во овој период и на што сите би требале да ставиме фокус, тоа е на нас самите и на она што е каква енергија
носиме во себе, затоа што енергијата е прилично тензична, луѓето се со краток фитил, брзо ќе избувнуваат, нема да постои толеранција меѓу нас самите, па за да се заштитиме ние самите, себе си, секој поаѓа од самиот себе, повеќе фокусот ќе го свртиме кон внатре, можеме да работиме одредени духовни техники кои што би ни помогнале во умирување на умот и да не привлекуваме конфликтни ситуации, конфликти со другите луѓе. Се надевам дека советите и она што го разговаравме вечерва ќе ви користи на сите. Секој ќе земе она што му е потребно. Се гледаме следната недела во 21 часот на друга тема од астрологијата. Ви благодарам на вниманието.